Селам алейкум, здраво на сите. Ние инициаторите Ерол Пилов и Тајфун Хектепаров решивме да покренеме постапка за реновирање на џамијата во село Црник, поточно за реконструкција на џамискиот кров, кој сите знаеме во каква катастрофална состојба беше. По наша самоволна иницијатива, ние во името на Аллах почнавме да се ангажираме и да собираме средства. По самото објавување на социјалните мрежи, веднаш ни се јави најголемиот спонзор за реконструкција на џамискиот кров. Тоа е Екрем Алиов, кој е од Виница, а живее во Швајцарија. Екрем Алиов заедно со Феим Пилов, кој исто така е еден од поттикнувачите за нашата џамија, тие заедно извршија увид на состојбата на нашиот кров на џамијата. По увидот дека кровот е во многу лоша состојба, Екрем Алиов веднаш донираше 3000 евра и ни даде многу голема поддршка и мотив за уште посилно да веруваме во нашата зацртана цел, а тоа е во што побрзо време да го реконструираме кровот на џамијата. Ние, иницијаторите, по објавувањето на социјалните мрежи дека се собираат средства за нашата џамија, ве замоливме сите хумани луѓе, верници, браќа и сестри муслимани и христијани, да ни помогнете за нашата џамија, да биде во што побрзо време реновиран кровот. Од самиот почеток ви известивме и ви ветивме дека сите собрани средства за џамијата, кои ќе бидат собрани, ќе бидат транспарентно потрошени и навремено ќе бидете известени за секоја сума на хуманитарните средства кои ќе бидат собрани од наша страна на иницијаторите. Купно хуманитарни донации за нашата џамија имаше 279, од кои имаме и од неколку џамии од Македонија. Исто така имаме донации од странство, од Германија, Италија, иселеници од Кочани и Виници кои живеат во Германија, од Швајцарија, од Босна и Херцеговина и од Америка. Купната досега собрана сума за нашата џамија е 1.357.844 денари, или поточно 22.150 евра. Имаме донации на 2 снопа поцинкована челична лента за громобран. Имаме донација на нови теписи од џамијата Мехмет Али Пашина од Лабуниште. Исто така и донација на 4 нови алеми за кубињата и најадето од страна на Имер Камбери од Тетово. Донациите кои ги имаме добиено од Ивердон, Швајцарија, изнесува 1950 франака и 350 евра. Голема благодарност за помошта на Абдулах Усинов и Сали Камберовски, кои ни помогнаа во собирањето на средствата. Исто така имаме донација од Офенбург, Германија, изнесува 1675 евра. Голема благодарност до Дениска Демирова за нејзината помош во собирањето на средствата. Донација од иселениците од Кочани и Виница, кои живеат во Аузбург, Германија, луѓе кои донираа за нашата џамија, тие луѓе сакаат да останат анонимни. Сумата собрана изнесува 1429 евра. Голема благодарност на Ерџан Дураков за неговата помош што ни помогна во собирањето на средствата. Донација од Дизелдорф, Германија, изнесува 2680 евра. Голема благодарност до Несрина Кампелезова за нејзината помош во собирањето на средствата. Донација од иселениците од Виница и Црник, кои живеат во Италија, изнесува 2090 евра. Голема благодарност до Еркан Дживиров за неговата помош во собирањето на паричните средства. Донацијата од џамијата Дуду Ханум од Кочани изнесува 14.000 денари. Исто така имаме донација од Меджлис џамиите од Струга. Сумата собрана е 2450 евра. Голема благодарност до Таип Таиров и муфтиството на Струга. Донација од Америка е од страна на лицето Неџат Пиловски, која изнесува $400. Донација имаме и од Босна, од лицето Џемал Нукич, изнесува 11.000 денари. Останатите парични средства се собрани од Македонија. Сите кои вложија труд и ни помогнаа во нашата цел, ќе им бидат врачени благодарници на сите хумани луѓе.
Сите знаеме дека е започната реконструкцијата на кровот. По завршувањето ќе бидат објавени точни информации за сите потрошени пари. Се тоа ќе биде со фактура и фискални сметки. Средствата кои ќе останат за располагање ќе бидат пренаменети за вратнешниот дел на џамијата. Колку средства ќе ни останат, навремо ќе бидете сите известени. Благодарноста му припаѓа на Возвишниот Аллах Джелшануху. Фала му на Аллах што стозал премногу хумани луѓе кои ни возможија во нашата цел и мисија. Аллах да ги награди со берекет, нафака, здравје и да ги чува од Аллаховото искушение. Доколку некој мисли дека неговата сума не е напишена во овој список, слободно може да ни бара отчет на нас иницијаторите во било кое време. Документацијата може да ја видите сите, таа ќе биде оставена во џамијата. Ви благодариме на сите на вашата доверба и помош. За сите нови донации ќе бидете навремено известени. Ви благодариме.